Утре со комплетно поразлична временска слика во споредба со денешната. Уште во текот на вечерните и ноќните часови ќе има постепено зголемување на облачноста и продор на влажна воздушна маса, која утре ни носи повремени врнежи од дожд. Локално очекуваме да бидат обилни, поројни, проследени со грмежи и засилен северен ветер. Наутро сепак ќе биде релативно топло, но во текот на денот ќе има продори на студен воздушен бран, кој нема да ја покачи утринската температура, така што утре максимумот очекуваме да биде речиси ист со дневната поточно ист со утринската температура, што значи максималната дневна температура утре ќе се движи во интервал од 5 до 15 степени, додека пак на повисоките планински врвови со надморска височина над 1200 метри, врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег. Наутро во Скопје температура од 10 степени, дневната само 3 степени повисока, максимум 13, како и во Куманово и Велес. Тетово 11, Гостивар 10, Маврово во текот на целиот ден. Температурата ќе се движи во интервал од 3 до 5 степени. Крушево дневна 6, во Охрид, Девар, Прилеп и Притор 11 степени. Битола утре со максимална дневна температура само до 13 степени. Евгелија, Дојран, Демир Капија, како и Струмица 15, Радка, Вадарци и Радови шутре со дневна температура до 14 степени. Берово и Крива Паланка 10, Штип и Свети Николе 13, Виница максимум до 12 степени. Веќе утре во втората половина од денот ќе имаме постепено повлекување на оваа нестабилна воздушна маса, што значи од понеделник повторно ни следува период на стабилизација. Ќе имаме претежно сончево време во понеделник и среда со умерена облачност, но во понеделник ќе биде се уште ветровито со повремено засилен ветер од северен правец и се уште релативно свежо, но забележуваме пораст кај дневната температура. Така што максимумот за понеделник до 17, вторник 20, во среда очекуваме дневна температура во интервал од 16 до 22 степени. Сепак разведрувањето ни носи ниска минимална температура, која во вторник и среда очекуваме во делови од земјава да се спушти и некој степен под нула. Што се однесува пак до агропрогнозата, верувам многумина ги плаши оваа ниска минимална температура, особено во вторник. Сепак ваквите температури се во рамките на издржливост и нема да причинат штети од измрзнување. Додека пак позитивните утрински температури и дневни од 18 до 20 степени ќе овозможат работа на отворено во воштарниците и лозовите насади, околу меѓуредовата обработка, заштитата на истите од болести и штетници. Особено во овој период потребна е заштита од плевели, потоа работа во тутунопроизводството за нега на леите, за производство на расад, вообичаени работи во градинарството во овој период од годината, како и работи за припрема на површините за пролетната сејдба. Со агропрогнозата го завршуваме ова метео издание. Пријатно!